Решението за притвор на бизнисменот Сеат Кочан нема да произведе правно дејство со оглед на тоа што судиката не го достави до апелација. Судот незаконски издал наредба за притворање и издавање потерница, вели неговиот адвокат Никола Дудевски. Кривичниот совет на Скопската единица сторил груба незаконитост и без законска основа излегол надвор од своите овластувања и навел дека жалбата не го задржува извршувањето на решението за притвор, при што незаконски издал наредба за притвор и потерници, се вели во соопштенијето од канцеларијата на Дудевски. Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1 Скопје и покрај поднесената ургенција од одбраната не го достави предметот на осомничениот Сеат Кочан на одлучување на Апелациониот суд Скопје по жалбата на одбраната против решението за определување мерка притвор, со што беше оневозможено Апелациониот суд да донесе одлука по жалбата на одбраната. Со оглед дека преклузивниот рок во кој што Апелациониот суд Скопје беше должен да донесе одлука истече, одбраната веднаш поднесе барање до Кривичниот совет да донесе решение со кое ќе се стави вон сила решението за одредување мерка притвор, ќе се укине притворот на осомничениот Сеат Кочан и ќе се прекинат сите дејствија превземени од МВР Скопје. Сето ова поради фактот што решението не може да произведува правно дејство кога е изминат рокот за донесување на одлука по жалбата, а во кој рок предметот не е ниту доставен до Апелациониот суд. Последиците од незаконското постапување на Советот се јасни, велат од канцеларијата на Дудевски, а тоа се незаконско распишување потерници и јавни напади врз неговата личност дека е во бегство, со што се уништува неговиот личен и деловен углед, а со тоа се прави и директна повреда на членот 10 од конвенцијата, бидејќи незаконито се гони и притвара собственик на медиумот ТВ Нова, а со тоа се повредува слободата на изразување на мислења и ширење на информации. Слична реакција имаше и МАН, од каде што наведува дека сега кога СДСМ се обидува да формира влада без мандат, притисоците од СДСМ и СЈО врз медиумите и новинарите кои не се под нивна контрола кулминира, а СЈО во исто време прави упат во сите медиуми и редакции кои се критички настроени кон СДСМ. Одбраната доставила и писмена ургенција за претседателот на Кривичниот совет, судиката Гордана Спиреска, во која, како што велат, укажале на околноста дека преклузивниот рок од 48 часа, во кој што Апелациониот суд мора да донесе одлука по жалбата истече, и дека со тоа што предметот не е доставен, Советот го оневозможува одлучувањето. Од апелација не го добиле предметот од Основниот суд 1 и судот нема да се произнесе, а во петокот Дудевски го обжали решението за притвор и во жалбата наведе дека судот донел решение без да спомене дали во случајот постои основано сомневање за сторено кривично дело, иако е тоа првиот предуслов за да може и да се размислува за мерката притвор. Во однос на жалбата велат дека за осумничениот се прави конструкција дека бил во бегство, дека била распишана потерница, а во таков случај, велат од канцеларијата на Дудевски, не може да станува збор за бегство на лице на кое што не му е определена мерка за притвор со правосилно решение за одредување на истиот, а до неговата правосилност лицето е слободен граѓанин.